Предлог законот за употреба на јазиците на собраниска седница. Откако минатата недела предлог законот помина на Комисијата за европски прашања, утрово со гласовите на пратениците од СДСМ предлог законот беше одобрен и од Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Тридневната расправа во Комисијата за политички систем заврши утрово. На истата пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е посочи дека законот, вака како што е предложен, води кон целосна двојазичност и федерализација на Република Македонија. Милошовски истакна дека законот е неуставен и ќе зголеми недовербата меѓу македонците и албанците, а ќе доведе и до дискриминација кај помалите етнички заедници. Овој закон е неуставен и е дискриминирачки. Токму затоа предлагачите на овој закон избегаа од јавна расправа, бидејќи знаат дека доколку има јавна расправа, ние ќе имаме тука присутни академици, ќе имаме присутни уставни судии, професори по уставно право, ќе имаме присутни лингвисти, македонисти, албанолози, ќе имаме присутни и луѓе кои што имаат споредбено искуство со европските закони и европските регулативи, каде што ниеднаш во изминативе 27 години во Европската Унија ниту била усвоена од Европската комисија или парламент, ниту денес е усвоена било каква регулатива која што регулира или наметнува модел на двојазичност како услов за земја членка на ЕУ или за земја кандидат за членство во Европската Унија. Наспроти излагањето на Милошовски, независниот пратеник Ферид Мухик смета дека предлог законот е уставен и се базира на амандманот 5 од Уставот, потенцирајќи дека ставот 2 од амандманот 5 од Уставот предвидува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така да е службен јазик. Африм Гаши од БСА пак рече дека ставот на неговата партија од употребата на законот треба да се усвои со консензус. Според него со употребата на албанскиот јазик како службен јазик ќе се зајакне стабилноста на државата, ќе се зближат граѓаните и тоа ќе биде добро за целото општество. Предлог законот за употреба на јазиците се најде на дневен ред на 15-тата седница на Собранието на Република Македонија. На самиот почеток на седницата Илија Димовски од ВМРО ДПМН побара предлог законот за употреба на јазиците да биде тргнат од дневниот ред поради свесно кршење на процедурите. Најпрво Димовски посочи дека процедурите се прекршени со утврдување на Комисијата за европски прашања за матична комисија, иако тоа треба да биде Комисијата за политички систем, а потоа на законот му е ставено европско знаменце, иако не постои европска директива или регулатива со кој тој се усогласува, со цел, како што рече, да се оневозможи дебата на собраниските тела. И Антонио Милошовски, повикувајќи се на одлука за формирање на комисиите од 31 мај годинава, рече дека матична комисија за ова законско решение е Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците. Председателот на Собранието Талат Џафери, одговарајќи им на Димовски и на Милошовски, појасни дека председателот на Собранието е тој кој одлучува кое тело ќе биде надлежно за одреден предлог закон, што како што рече е регулирано со деловникот за неговата работа. По однос на работата и определувањето на матично работно тело, председателот на Собранието со одлука определува матично работно тело, рече Џафери.